Судскиот процес против Стојанче Јовановски обвинет за телесни повреди, загрозување на сигурноста и наведување на самоубиство на неговата сопруга Ивана, денеска се заокружи со завршните зборови на обвинителството и на одбраната. Обвинителката Адела Бојчевик остана на ставот дека презентираните докази, аудио и видео снимки, сведочења и искази на вештите лица се доволни за да се утврди вина и побара максимална казна по сите 3 дела од обвинението. Таа додаде дека насилството врз Ивана не било изолиран инцидент, туку однесување кое траело со години. Потсети на сведочењето на психолозите, кои утврдиле дека на критичниот ден Ивана се наоѓала во акутна психолошка криза, стеснета когнитивна свест и во состојба на очај и психичка исцрпеност. Вклучувањето на детето според вештачењето на психијатрите било последица на психолошкиот колапс на Ивана и верувањето дека детето ќе биде несреќно ако остане без неа. Адвокатката на семејството на Ивана Неда Чалоска посочи дека иако во македонската судска пракса досега немало затворска казна за наведување на самоубиство, побара од судот да се води според Европскиот суд за човекови права. Од Јовановски побара имотно правно побарување и покривање на судските трошоци. Праксата на Европскиот суд за човекови права, кој што во вакви случаи наведува дека судовите мора да обрнат внимание на континуираното насилство и судење единствено кое што се однесува, односно санкција само на еден изолиран инцидент, односно за еден ден, не представува соодветна казна и заради тоа бараме судот особено да го цени при утврдувањето на казната нормално и континуитетот на насилството, кое што е особено важно и за третото кривично дело кое што му се става на товар на обвинетиот, а тоа е наведувањето на самоубиството. Двајцата адвокати на Јовановски со спротивставени ставови, додека адвокатот Давор Ангелевски тврди дека нема докази во форма на медицински извештаи за телесните повреди и побара да не се земаат во предвид исказите на сведоците. Другиот негов адвокат Митко Солаков во завршниот збор рече дека евидентно било оти Стојанче бил насилен и тоа се гледало од материјалните и вербалните докази за неговата суровост кон жртвата. Побара обвинителството во најмала рака да го опфати со обвинение за наведување во самоубиство и Мартин Саздов поради, како што рече, љубовниот триаголник со Ивана. Солаков побара од судијата да не потпаѓа под влијание на медиумите при носење на одлуката. На крајот се изјасни и обвинетиот Стојанче Јовановски. Тој од судот побара со предпазливост да се земат изјавите на сведоците, кои според него биле невистинити, а негираше дека ја удирал на денот на трагедијата. Не сум се однесувал нечовечки и сурово кон мојата сопруга, со намера да ја доведам до овој трагичен исход. Сведоците во оваа постапка покрај заклетвата дека ќе говорат вистината го сторија спротивното, со цел да ме оцрнат и да ме представат за личност каква не сум. Се би дал да можам да ги вратам моето дете и мојата сопруга. Побарувањето од мајката и од братот без проблем ќе ги исполнам, бидејќи материјалното ништо не ми значи. Во кривичниот суд денеска се заокружија аргументите на обвинителството и одбраната во случајот против Стојанче Јовановски. Сега вниманието на јавноста е вперено кон судската одлука, која треба да даде одговор за еден од најтешките случаи на семејно насилство во Македонија.